Ќумев во изминатите 6 дена на твојот Facebook профил имаш споделено бројни постови во кои што многу луѓе од цел свет нудат помош за семејствата на повредените млади луѓе кои што се транспортирани надвор од нашата држава за потребата од лекување. Како поранешен долгогодишен фудбалер кој што играше за повеќе фудбалски тимови надвор од нашата држава, дали тоа се должи токму на контактите и пријателствата кои што се создадени некогаш? Пред се дизам сочувство до семејствата на погинатите, до семејствата на оние кои што им дајаме подршка, оние кои што се борат за својот живот на оваа незапаметена трагедија, во ова траорно време, во време во кое никој не го посакуваме. Јас имам деца на тие години, тинеџери на 19 и на 16 години и секој од нас би можел да биде во улога на тие родители. Нема зборови со кои може да се опише тагата и оно што чувствуваме цела Македонија пред се. Морам да напоменам дека сите оние луѓе кои што ги објавувам јас на мојот профил, тоа е најмалку што можам да направам, се 95% луѓе кои што сами ми се јавија, кои што сами сакаат да помогнат, што е многу во една ваква ситуација е многу позитива голема, доказ дека сепак ние сме сите луѓе, сите исто плачеме, сите исто се смееме. За моја среќа има многу пријатели низ цел свет, низ цела Европа, низ цела поранешна Југославија. И како поранешен фудбалер, сега како спортски работник и многу ти луѓе сами ми се јавија. Значи големо благодарам до нив, сите ја нудат својата помош, се што имаат, сите своји ресурси кои што ги имаат на располагање. Се јавија поранешни репрезентативци, сегашни репрезентативци, сегашни фудбалери, поранешни фудбалери, луѓе наши сограѓани од Велес, од Македонија кои што живеат по Европа, по светот. Многу луѓе се јавија од држави во кои што нема наши, меѓутоа рекоа доколку не дај Боже се однесат наши таму на лекување, стојат на располагање. Тоа е една за мене, како да кажеме, голем плюс, меѓутоа би сакал да се јавија за нешто друго. Меѓутоа што е тука е мора да помагаме најмалку што можеме тоа да направиме. Се надевам дека следна ваква акција било за нешто позитивно и би ширеле позитива, да се заборива да биде последно што се случува на Македонија, како некој црн облак да надвисел на нас. За жал во последниве 30 и неколку години Македонија се бори со секакви демони и неправди. Ова е само некоја, не знам, капка во морето што ни се случува. Се надевам дека ќе додат подобри време. Пенче, ти сега во моментов си прв човек на синдикатот на фудбалерите или на фудбалскиот на ФФМ? Не, на СФМ, тоа е башка. СФМ, синдикат на фудбалери на Македонија. Има ли тука контакти и поддршка и понуди за помош? Морам да напоменам тоа, гледате, заборив. Ние како синдикат сме членки на Светската унија на синдикати ФИФПРО и морам да напоменам дека сите ми се јавија. ФИФПРО има околу 60 членови од цел свет и сите ја понудија својата помош како би можеле да помогнат. Не знам дали знаете, ФИФПРО и свој текст и на Твитер и на Фейсбук и на Инстаграм околу, за жал, наш член кој што почина, Андреј Лазаров, фудбалерче, златно момче кој што погина, ајде да кажем, загина во тој пожар, момче кој што се влегувало 2-3 пати да спаси млади деца, спортист, премен, меѓутоа за жал не се излече, загина. Момче кој што играше во 2 хрватски клуба, во Рудеш и во Горица. Хрватите од нас јавија за помош. За жал, тоа е што е тука е. Јас се апел јавен до сите оние кои што се настрадани, доколку имаат потреба да контакти во странство, стои на располагање мојот Facebook профил отворен, секој може да споделува и се надам дека ќе допре до оние на кои што им е најпотребно. Ќумев, уште ова сакам да те прашам, дали оваа трагедија ни потврдува дека не се сосем изгубени оние стари добри човечки вредности и во мака и во радост да се помогне, да се биде вистински пријател и на крајот како сето ова да им го пренесуваме на младите луѓе
да не сгасне, да продолжи и тие да ги црпат искуствата од повозрастните, затоа што во животот ќе се соочат и со убави и за жал со неубави работи како што е оваа трагедија. Јас секогаш велам, јас сум македонец, роден сум во Македонија, меѓутоа во склоп на поранешна Југославија. Југославија не е мртва и никогаш нема да биде. Јас сум голем македонец, меѓутоа ја почитувам таа Југославија во која што живеевме шест држави и две покрајини. Први кои што се понуди за помош токму и Србија, и Хрватска, и Словенија, и Босна, и Црна Гора, сите тие се јавија. Морам да ги напоменам и нашите соседи први, со кои што за жал имаме политички несогласувања, и Бугарија, и Грција, и Албанија, секоја чест за нив и за нивните ресурси кои што ги стави на располагање. Ова е доказ дека политиката само го разединува човекот и народот, а за жал трагедиите го сближуваат. Децата наши, децата го прават она што ние им го покажуваме. Ние сме лице нивно. Јас се трудам и се надевам дека сите тоа го прават на децата, да им кажам дека сите сме исти пред Бога и пред ова сонце. Може би не зборувам исти јазик, меѓутоа исто плачем, исто се смеем. Јас имам кум од Хрватска што е католик, значи сакам да кажам дека нема ни вера, ни нација, ни националност, побитно тоа да бидеш човек. Мене ми дава за право и да бидам оптимист она што го направија дечињата пред некој ден во Младинскиот парк овде, кога се собра толкав број, доказ дека нашите деца се на прав пат и дека само ние старите можеме да ги сквариме, да ги поквариме и да ги оставиме на страна, да престанеме со мешање на политики. Мора пред се еден ресет на цел систем наш, ресет на нашите национални сервиси, телевизии, медиуми, да не биде 90% политика, него биде 90% култура, спорт, здравје, а да има 10% од нивната програма само да за политика. За жал, пензионерите мораат да гледаат тоа што им се сервисира, младите не мораат, имаат услови, имаат YouTube, имаат социјални мрежи и ми е многу мило што овие деца покажаа дека политиката е занемарлива во вакви случаи и така би сакал да остане, дека се трена настрана, ги апел до сите политичари да ги трнат канџите од децата, да ги остават тие деца се развиваат. За жал тие деца бегаат како птици сите од странство. На скоро на 90% децата им е идеал да одат во странство да живеат. Зошто да ги изгубиме тие деца да живеат овде, да останат и да работат, да бидат со нас, ние да ги гледаме преку Вибери, преку Скајпеви, преку Фејсбуци. Меѓутоа вакви трагедии за жал не оддалечуваат од нашата намера децата наши да бидат тук. Секој дете сака да биде сигурно, сака да отиде на концерт, да си помине убаво, да си дојде дома, не на концертот да не биде сигурен, да му се нуди дрога, да му се нуди алкохол на малолетници и за тоа сме овде каде што сме. За жал, сериозен ресет треба на целиот систем, затоа што 35 години сме држава, а од држава немаме ни да. Ти благодарам. Благодарам.